Скоро сме снимал социјални мрежи, искрено. Така да, не морам да кажам, се надам дека нема никакви прекршоци, проблеми со камерата, како што е да биде аутофокус или други работи. Малце сум збунет за ова видео, затоа што немам снимано можда 2 години. Онака да седнам да снимам на камера ова видео, многу ќе ми треба време да се соземам и да знам точно што сакам да кажам. Што ќе зборам во видео? Па ќе зборам многу работи, многу подолго ќе трае видеото од било кое друго на овој канал. Се би го правил за себе, не би го правил за никој друг, затоа што ќе кажам после тоа поентата зашто уствари снимам вакво нешто. Али ја би требало сега тука да започнам, затоа што нели ќе зборам за 2025 година, што се случуваше, зашто сметам за една од па можеби најлоша година до сега што сум имал. Нема да се крижам дали не знам фризурата ми е добра, како сум облечен, што има во позадина, дали е прљаво, што сум кажал, како сум кажал, па дали сум изгледал, дали сум имал само товарбол текот на видеото, па дали сум изгледал ко вол, дали сум изгледал мрдна, дали сум изгледал ова, па гласот каков ми бил, па дали ми биле измене зъбите, значи ништо тоа нема да биде, дали сум го чепкал носот или косата. Значи ќе бидам најопуштен, ко ништо да не ми смета. Можам да почнам полека, што се дешаваше со 2025 година и како што ја претрпев во 2025 година. Ништо не сум претрпел од никој друг, ја го претрпев мојот ум. Така ќе почнам од 2024, крајот на 2024, ја почнав. Уствари, јас што сум имал до сега, уствари 2025 година, зашто ја сметам за најлоша година? Ја сметам за најлоша година затоа што прво моето ментално здравје беше на многу ниско ниво. Мојата продуктивност, мојата креативност беше на многу ниско ниво баш заради тоа што имав проблеми со менталното здравје, прекумерно размислување, подметнати мисли, обсесивно-компулсивно раствојство, ментална исцрпеност. Имаше многу работи други, не знам, социјална анксиозност, стрес, нервоза, депресија, анхедонија, агорафобија, значи имаше дел од летото кај што страфи беше да искочам од дома. Знам дека овие работи многу луѓе ќе ги кријат и нема никаде да ги спомнат јавно, дека ќе ги чува за себе, али ја морам да кажам што све ми тежи на мојата душа и мислам дека направив права одлука за да го искажам све во ова видео. Ја сум возрасен, имам 17 години, за 10 месеци полнолетен, така да можам буквално да зборам со некој друг, ко друга личност позади мене да зборам, да се направам мобет ова видео. Сите тие симптоми почна у крајот на 2024 и почетокот на 2025, каде што најверојатно све почна со прекумирно миење раце, со подметнати мисли, као например, не знам, за бројки, ако не ја исклучам микроволната за некои 5 секунди, дека нешто лошо ќе се деси, такви работи. И ја мислам дека што се што ќе кажам во видеото, мислам дека треба да го кажам хронолошки, затоа што тоа мислам дека најдобар начин, таков ми е карактерот, мислам дека ми е најлесен начин да искажам све што треба и како треба. Па ајде, ќе почнем од октомври, ноември, декември, више кажа што се дешаваше. Ќе почнем од јануари, пошто виде дали не се битни више за 2024. Али се е битно затоа што ме снема од YouTube веше 2 години, не сум активен. Не знам, нема за кој да кажам, јас сам за себе си го кажам ова све што го искажувам во видео. Уште не сум олабавен, уште пробувам да бидам олабавен, пошто некако пробувам да бидам некоја друга верзија од себе во видео, али еве ќе се потрудам да бидам свој и да не искажам све вештачки. Све ова што го кажав, сите овие диагнози, пошто се
Може сум, како да кажам, не сум диагностициран со ова, толку ми препиша што се дешава, мислам, ми каже психолог и све што се дешава со мојот ум, така да ова што го кажам не е измислено, не си правам ја филмови во главата дека ми е нешто, не сум хипохондрик, а иако имав такви епизоди летово дека имам варикозни вени, али ќе стигнам до тоа. Во јануари бев на одмор, Хрватска, Словенија, Италија, и како што се сеќавам, ми требаше, дека бев исплашен дека ќе добиам некоја бактерија, дека ќе се заразам. Ми требаше 5-6 пати да мијам секој ден ја мијам рацете, требаше 5-6 пати да ги измијам рацете. Исто и кога ќе се бањам или кога ќе се туширам, ми требаше едно саат време мислејќи дека имам уште сапун на мене, а уствари нема врска, тоа така ми се причинува само тоа, тие се компулсивите, обсесивноста уствари што имаш. Тако беше цел јануари, каде што дојде до ниво, сам не знам дали од алергија или од стварно тоа што ги миев толку пати рацете. Имав страшно ниво на суви раце или сува кожа, што би се рекло дерматритис, каде што буквално не можев да ги мрдам прстите од толку што ми беа онака тврди и сува беше кожата. И за ова видео може требаше да спремам некоја вода или не знам што, пошто дефинитивно ќе ми исуши грлово и ќе дехидрирам од толку запорење. Али ајде да продолжам понатаму. Февруари више почна нели да се стоплува и поретко имав такво нешто, нели. И мислам дека поретко ми се дешава такви сува кожа, користев разни помади, креми, па не знам што више, за да си помогнам со тоа, пошто не можев нели слободно да ги движам рацете. Негде неки средината на февруари, мислам дека снимав YouTube видео, нешто се викаше мојот последен изговор, така нешто. И нели како и секогаш на тоа видео не бев свој и користев нели ChatGPT за да можам све што имав на ум да кажам. И реално последните две видеа што ги снимав на каналот изгледам на воли, не се свиѓам како изгледам на тие видеа. И сум се понашал на видео како вол, мрднат, не сум бил никад свој, али како што кажав, нели, на ова видео сум најсвој што можам, најприроден начин искажувам мојот реален карактер. После 3 дена тоа видео го избрешав затоа што имав поднетите мисли дека тоа видео нема да има доволно гледаност, дека ќе ми смеваат со тоа видео, дека лупам глупости од тоа видео, дека нема смисла тоа што го кажувам, и за 3 дена го избришав. Дека видеото било многу outdated. Не мислам дека на почетокот на март почна се губи тоа, нели, дерматритисот, али моите подметнати мисли и не само тоа, ајде да зборуваме дека имав подметнати мисли за вера, за религија, за националност. Значи, има многу различни хемисфери во мојот мозок, каде што едната, мислам, можеби две само хемисфери, али има две хемисфери каде што едната хемисфера мрази и значи и вера и националност и ги дели луѓето на тоа, значи на вера, на националност, на боја на кожа, од каде живее или како и да е било што, значи секој човек е различен со тоа каква припадност има и каква вера. Другата хемисфера, космополитант, мислам дека е зборот, така да едната хемисфера, значи ги дели луѓето на каква припадност имаат, а едната хемисфера, односно што го сметам на десната страна, е космополитант, значи и сака сите да, значи без разлика каква припадност имаш, тоа е здравиот мозок, реалниот ум, така да тоа е компулсивноста и подметнатите мисли. Негде више неки април, мислам дека бројките, тие компулсивноста, све тоа стануваше се потешко и потешко. Појма немам такви работи дека храната ќе биде расипана, бајата и такви работи, нели, морбидна енергија. Сега може многу работи ги пропуштам во видео, али ќе ја почнам више ме фаќа и нервоза, затоа што, нели,
неподносливо стануваа такви работи. Више, значи више почнав да имав и промена на расположение. Значи тој дел од годината каде што еден ден ќе да е среќен, расположен, ќе слушав музика и такви работи, а следниот ден ќе ми се вртеа мисли, прекумерно размислување, или што би се рекло, нели, overthinking, или, не знам, brain fog, замаглен ум или такви работи. После тоа негде дојде мај, каде што, као што се сеќавам, имав период каде што бев онака доста locked in и пробував да ги спречам тие мисли, али ништо тоа не помагаше. Почнав да имам и онака исцрпување на умот, ментална исцрпеност или на англиски mental exhaustion. И тоа се дешаваше и тоа уште поише ми исцрпи физички и доаѓаше време каде што јако одев надвор. Буквално не можев мислите да си ги сопрам, за све мислев како изгледа, не знам, Господ, такви некои глупости, па свашта, значи мозокот не престануваше и годинава и оваа година сум више обседнат и со телефони, и со технологија и за такви глупости мислев. И да не спомнам дека више ова ми е четврт телефон што менувам во рок од година и пол. Значи од S24 Ultra, па после тоа имав, нели, подметната мисла дека овој телефон многу ми тежи и дека е многу, нели, шарп, многу е, не сум баш настојан со гласот, имам некои интонации, фатен ми е настинат со не знам што е, дека е остар, дека е дебел телефонот и дека е прегоден за мене, и затоа решив после тоа да земам S25, па после S25 многу ми бил мал, па ми го грабија тој S24 Ultra, ќе стигнам до тоа. Па земав S25 Ultra, пошто нели ми фалило тоа S Pen, па после тоа S25 Ultra ми беше многу неудобен и многу ми беше, не знам, шарп исто, многу ми беше дебел, многу ми беше исто флет, многу ми беше. И после тоа се одлучив да земам OnePlus 13, што е го тука. И да не бегаме од темата, друг пат ќе зборам за тоа, и сега снимам на S23 Ultra, пошто нели ми фалил фалили Samsung телефони, ми фалил One UI 8 и морав да земам, нели, Samsung пак. Овие се две користени телефони, купени од трета продавница, не се од Телеком, од Анхоч или од такви продавници. Две мобилни, за да едниот, нели, си помогнам со себе да можам да речеме, дур снимам нешто, да можам да го користам. И да не бегам од темата, пак ќе кажам. Значи, доаѓа јуни, нели, јас се распуштам. Пред да се распуштам, што толку обврски ми се собра, не ми се собра обврски, али реално имав лоши оцени. И сакав да ги поправам и морав по 5 за 12 да ги поправам сите оцени, со тоа што не дека морав, туку јас сакав да ги поправам оцените. Може да останат пониски оценките, али јас сакав нешто повисоко и седнав, запнав lock in, запнав и завршив све што треба, така да колку што можев се изборив се да завршам, иако дури ако работам и дури ако пишувам нешто без музика или со музика, мојот мозок не може буквално да прекине. И што и да тртам и што и да работам, значи мозокот нема да ме прекине, значи што да кажам, пичку матер. И јони више дојде таму, нели, се распуштивме и почнав да добивам, да се затварам се поише, да бидам изолиран, да бидам разочаран од општеството. Пошто многу луѓе годинава, и ова ќе кажам, ми го третира ко вол, ко говедо, и нема, значи, дали во школу, дали надвор, дали од зграда, значи не е битно, многу луѓе ми третираа како вол, како говедо, значи како неспособен човек, значи кој да сум глуп, значи ми солеа памет.
дека јас сум бил ваков, дека сум бил таков, ме правеа оваков, онаков, манијак, таков. Без веза никои работи, не ќе ме се нервирам, али бев разочаран од општеството. Јас скоро се изолирав, се затворив во еден стан што е над мене горе. Затворив таму и седев под клима и ме беше пореметен и сонот и све, така да ја бев скроз затворен, изолиран и ми стигаше храна на DoorDash или не знам, деливери преку Volt или преку Корпа, така да може би дали пола сат искочав надвор од денот и тој е голем проблем за витамин D, така да тоа беше голем проблем. Негде на крајот на јуни тргнав на одмор во Грција и бев во Стомија. Таму отидов за да се опуштам, за да ми биде подобро, да земам воздух, да земам одмор, да немам стресови, да биде онака ептен, лабаво, али што се деси? Првиот ден не ограбија. Значи, бев со мојата фамилија и не ограбија. Ни ограбија двата куфера, каде што имаше многу вредни работи и ни ограбија моите S24 Ultra. Среќа што имав втор телефон, S25, па можев и се ми беше профрлено на него, така да не знам што да кажам, не знам тоа ти е као се вика spiritual attack, што би се рекло на англиски, на македонски, не знам што би се рекло. Не викам дека немам толку пари, значи јас сум задоволен, значи Господ ми даде здравје и све и пари и све, али тие луѓе, значи Господ да ги казне да ми врати дупло. Се надевам дека не мислам никому лошо, али тоа што се деси стварно многу лош, многу ме возмири, многу лоша работа се врз мене и многу голем проблем. Исто така требаше или многу работи, да речеме, имав полнач во куферот и морав да го после тоа да го полнам со телефонот со многу пократок полнач, што не е 25 вати на Samsung или 45 вати на Samsung. Морав да се кичмам и беше многу комплицирано, значи упичумата. После тоа некој време собрав пари, можев да купам S25 Ultra и сватив дека проблемот не е до материјалите или што имаш, туку проблемот до дека е најбитно здравјето. Дули исто така бев затворен дома и не само тоа, туку почна да ми се собира све и се поише мисли да ми се собират, каде што дојде период више да почнам да станувам хипохондрик и да мислам дека имам варикозни вени, дека имам, не знам, тумор, дека ако ме боли ногата, дека не знам, имам кој знае што. Фала Богу, тоа траеше неколку дена, а после тоа се смири и после тоа бев кај баба ми седев еден период, па таму исто многу се подобри ситуацијата. Бев и на психолог и на психијатар, ми кажа, значи све што треба, седивме да сад дали ми дале лекови, дали нема тоа ништо да спомнам, пошто нели има за ова видео ќе има многу падна телефонов и мислам дека се снимам и наопаку. Да, наместив пак телефонот како што треба. Со тоа што сега ќе има многу гомно јадци за видеово, што ќе речат дека јас сум во ментална болница, дека јас сум луд, дека сум вол, дека сум ваков, дека сум таков. Ќе речат види го и маме му имам скроз одлепен овој за лудница е, за ментална болница, право треба да се лечи, види го, па уште на видео нашол да кажува да се вади, да види го тежок манијак, у некој филм гледам дека е ваков, дека е таков, дека му фали ова, дека е жртва. Али искрено ќе кажам, мене ме заболе курот, така да ја ова видео најискрено ќе кажам, ова видео најискрено нити ми важна гледаноста, нити колку лајкови ќе има, нити кој како ќе каже. Мене ова видео ми е, се го правам за себе, од душа го правам, мојот реален карактер и
ми е гаје што ќе каже некој друг и какво мислење ќе има другите. Ова видео е за уиднина, значи ако даде Господ да бидам во подобра состојба во иднината, да знам дека ми било полошо или многу потешко порано. И таквите луѓе што ќе гомна после видео, гомно јаци, најверојатно не поминале низ вакво нешто за да сватат дека стварно е тешко, дека не можеш сам со себе да се бориш, дека треба помош, дека треба терапија, дека треба време. И тие луѓе нема никад да сватат и ова ќе сватат дека сум шизофреник или дека сум некој манијак или дека треба полиција да реагира или дека сум скроз одлепен, дека сум пореметен, лудак, манијак. И одма ќе мислам дека сум заправо за во некоја ментална болница, уствари не е тоа така, дека реално само со своите мисли не можеш да се бориш, тоа нели, како што кажав, тоа е хемисфера, или тоа е нели моја теорија дека е така. Не можеш ти на човек да му кажеш во ваков случај дека е за во лудница или за во ментална болница, ти само можеш да го навредиш. Што више на крај на август, тоа беше нешто страшно, не знам како се смени во еден ден, дали бев уморен, утепан, значи дојдов дома, бев толку нерасположено, толку лошо расположение и каде што мислите ме беа на ниво, на многу јако ниво, не можев од дома да искочам, бев толку лошо нерасположение, каде што нели не можев толку ми стана силни мислите, толку имав подметнати мисли, компулсивноста више стануваше многу страшна на крај на август, не знам што беше тоа. Имав таква епизода неколку дена, али после фала му на Бога, негде на почеток на септември, пак ми беше малку подобро со тоа што се осеќав многу неудобно, ми беше мозговито во мозокот, или што би се рекло brain fog на англиски. И тоа беше така цел септември, не се осеќав сами од себе, не можев да се осеќам сами од себе, нешто друго ме контролираше и ми беше многу замаглен мозокот. Септември беше онака неутрално, не знам што се дешаваше, не се не сеќавам толку од тој месец. И од последните 3 месеци морам искрено да кажам дека толку ми се скорчи работите, толку ми више неподносливо станува, каде што почува нервозата да ме станува на многу високо ниво, каде што нели више не се трпи ништо и више сум без надеж, не сум расположен и едноставно гледам све да биде на брзина, без мерак. Тоа е, за жал е така, нити имам некоја надеж за годинава. Ја ќе се потрудам да бидам се како што треба. Пробувам да бидам посреќен, пробувам да ги тргнам овие мисли и да се вратам пак во нормална. Не ми викам нека ми било полесно пред 2-3 години. Имав лоша слика за мене, не се осеќав како што треба. Немав самодоверба, имав прекомерна килажа, не бев доволно висок за возраста, се осеќав низок, се осеќав дека имам многу пискав глас и дека не личам на ништо, дека сум испрлен, дека сум личам на вол или на такви работи. И не беше лесно ни порано или до волку лошо ниво да ми дојде на психата. Ја не се сеќавам на волку лошо ниво да ми дојде на психата. Значи, што да кажам, у пичку матер. Не знам како дојде до волку лошо ниво и реално. Али ајде, што да кажам, може би 2026 ќе биде моја година и ќе пробам да биде се подобро. Колку долго видео сигурно никој нема да гледа, јас сам себе ќе се гледам видео. Може би ќе изгледам 3 пати, 4 пати, значи како што ми сака душата така. Значи
мојата вера, нели, православно христијанство, и за ова, нели, имам, како се вика, подметнати мисли дека ако, што би се рекло на англиски, spreading the gospel, така нешто, дека некој друг ќе каже нешто лошо за тоа и такви мисли ми се вртат у главата дека христијанството умира, а уствари не е така, дека не е така, све е нисто ниво, све. Така да не викам дека не сум спомнал ова што се дешава ментално, значи не викам дека сум скроз подобар, скроз сум вратен во нормала, али има некој мало подобрување од минатата година. Не имам толку често раце, немам толку подметнати мисли, пробувам да биде подобро. Иако во оваа соба тука кај што сум сега треба да ја реновирам, да менувам многу работи, осеќам некоја многу лоша морбидна енергија, се будам ненаспан. Ако идам на друго место, секогаш сум наспан, секогаш некако вентилацијава во соба е многу полоша, така да не викам дека не сум задоволен, значи има луѓе што немаат кров над глава, немаат храна. Мене Бог ми дал, пак ја кажам, здравје, храна, имам пари, можам да соберам пари, све што сакам да купам можам. Така да, ама пак ја кажам дека дисциплината ми е на полошо ниво и вентилацијава во соба е многу лоша, така да ќе морам на тоа да се посветам. Ако нешто сум пропуштил, ќе спомнам некојаш во иднина во ова видео. Што сакам да кажам, значи, final message for this video, значи зашто почнав да зборам англиски, не знам. Не дозволувајте некој да ви соли памет, не дозволувајте другата страна на мозок да ви соли памет или да некој да ви пере мозок или другата страна на мозокот да ви пере мозок. Не дозволувајте да дојдете до оваква ситуација, значи ако си приметувате симптоми како, не знам, компулсивност, миење раце, многу почесто подметнати мисли, одмah обратете се на психијатар, психолог, секогаш има поддршка, секогаш има терапија, секогаш ќе се најде некој начин. Не дозволувајте сами од себе да се борите. И пак ќе кажам, нека ви биде приоритет ако некој се наоѓа значи тој што го гледа видео сега, значи тебе ти соврата, не си сам, има многу луѓе као тебе, значи секогаш има поддршка, секогаш има начин за да не е крај на светот. И сега сум уште замалден со мозокот, може јадам трици, јадам гомна, али кога ќе ми дојде подобро, може би за некој месец дена, све што сум кажал во видео, може пола работи ќе ги кажам многу подобро. Тоа е мојата крајна порака за видео, немам мислам прилика што друго да кажам. Ја ќе се посветам на моето ментално здравје оваа година. Мислам дека ништо не кажам за годинава какви планови имам за 2026, али планирам да имам овој канал нешто ново, или тие, нели, голем број планови што и зборев пред некој месец, и дека мојата публика не била свесна што ќе се дешава на мојот канал. Али што беше тоа, главното беше некоја амбиентална музика, new age стилна музика, значи тоа ќе биде за видео. Мислам дека више долго време снимаме, на 40 минути. Да. Се надам нешто ќе биде подобро оваа година. Се надам дека ќе пробам да бидам поактивен и на социјални мрежи, на све, ако сакам да се детоксирам и никој да не ми пере мозок на социјални мрежи. Се надам дека моите подметнати мисли нема да ми натераат за ова видео да го избришам за 5 дена. Али многу често се дешава такво нешто последниве 2 години. Се надам дека нема тоа се деси.
Значи, да не го продолжувам видеото да биде толку долго. Значи како што можам да приметам, пошто ми се испразни телефонов, морав пак да го склучам, кој што може да приметам exposure-от, или не знам како се вика, светлината на видеото било многу лоша, со тоа што ја не знам сега каква слика ќе имам за мене. Али ајде да кажам тоа што го сакав да го кажам при крај. Може би требаше вака да снимам на селфи за да можам да се гледам, пошто многу беше лошо ко прво поставена камерата и се надам дека моите подметнати мисли нема ништо да наштетат. Требам да кажам дека ова видео ќе биде нели секрет, нема да се поставам линкови и такви работи на социјални мрежи. Сакам да кажам дека има и многу погодни работи што ги поминав у 2025 каде што моментално ќе бидат тајни и нема, може во дни ако сакам да ги спомнам, може да ги спомнам. Има и многу погодни работи за мене, што реално има и пострашно тоа, али не ќе моментално ги спомнувам. Така да тоа ќе биде тоа. Од прилика бидете живи и здрави и чувајте го вашето ментално здравје, чувајте вашата психа. Ние може ќе се видиме за некој недела две со нека друга тема. Тоа е тоа за сега. Мај да видам сега како ќе се снајдам со exposure со светлина, со како било поставена камерата. Тоа е тоа, се гледаме.